Здраво, јас сум Камилија Каракашев. Имам 10 години. Учам во основното училиште Велет Церевири од Триена и сум четврто одделение. Денес ќе ви раскажувам повеќе за книгата Бакнежот на пролет. Тема на оваа книга е како во едно градче секогаш било зима и едно девојче тргнало на патување да ја бара пролета за да ја викне да во тоа градче да дојде пролет, а не само да е зима. И кога во оваа книга се девојчето, баба и пролета, јаболкницата и поточето. Во оваа книга се зборува како во еден град секогаш било зима и девојчето од кога знаело за себе цело време гледало во прозорецот кога ќе станало спиење и сакало да види пролета. Баба и секогаш раскажувала приказни врзани за пролета. Еден ден и рекла дека многу одамна едни луѓе ја налутиле пролета и она си отишла. А девојчето прашало, а што е налутиле? И бабата рекла, па на децата кога има некој проблем лош, не им го ја кажуваат вистината. И девојчето тргнало на патување. И она тргнала на патување. Се земала малку храна и вода и тргнала. По патот веќе одела и немала надеж. И веќе и фалела и баба и приказните и сакала да се врати. По патот видела едно поточе и како таму е потопло од минатиот пат. Поточето ја прашала, што, девојче, кај одиш вака само? И она му раскажала се, дека бара пролета. Он рекол дека лично ја познава и дека многу одамна еднаш го прегрнала, го бакнала и си отишла. Дури не се останала малку да одмори. По патот и покажала каде отргнала пролетот одамна. По патот, кога продолжила пролета, видела една јаболкница и раскажала исто и на јаболкницата. Јаболкницата рекла дека и таа ја познава и дека многу одамна и она ја видела, ја сретнала и ја бакнала и од тој пат она расцветува и има цветови на дрвата. Ако сакате да знаете што се случува понатаму, дали девојчето ја нашла пролета и дали успела да ја натера да се врати таму, прочитајте книгата Бакнежот на пролета од авторката Елизабета Баковска.